Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги. Во целиот период на практицирање на власта од страна на ВМРО-ДПМНЕ, унапредувањето на квалитетот на воспитно-образовниот процес на сите степени, предучилишно образование, основно образование, средно и високо образование, е една од главните заложби која и во иднина ќе биде наш приоритет. Се подигна квалитетот на воспитно-образовниот процес во Република Македонија. Континуирано се осовременуваат методите за настава и учење на секој учесник во воспитно-образовниот процес. Оваа влада овозможува професионален развој на сите учесници во образовниот процес. Во изминативе 10 години буџетот за образование е зголемен за 72,3%, односно од 13,4 милијарди денари во 2006 година на 23,1 милијарда денари во 2016 година. Сите колеги пратеници сме доволно возрастни за да можеме да се подсетиме како изгледа училиштата и какви беа условите во нив пред 2006 година. Исто така тука вреди да се спомене дека до 2006 сите училишта во Македонија се изградени во времето пред осамостојувањето на државата. Односно, за прв пат по осамостојувањето на Македонија, училишта започнаа да се градат од 2006 година наваму. Тоест, во самостојна Македонија, единствено нови училишта има изградено само владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ова е само еден аргумент зошто СДСМ нема право и не смее да ги критикува состојбите во образованието. За да бидам појасна, изградени се 72 нови и реконструирани се повеќе од 350 основни и средни училишта. Во моментов во тек е изградба на уште 2 нови училишта, а се реконструираат уште 60 други. Преку проектот на Министерството за образование за изградба и опремување на 145 училишни спортски сали, од 2009 година па до сега изградени се 51 училишна спортска сала во вредност од 25 милиони евра. И овде да се подсетиме дека во голем број училишта, тоест во најголем број, не постоеа спортски сали. Тука е вториот аргумент зашто СДСМ не смее да ги критикува состојбите во образованието. Затоа што за време на нивното владење нема изградена ниту една спортска сала. Доколку грешам, почитувани колеги од СДСМ, ве молам некој од вас нека каже во реплика во кој училиште, во кој населено место или во кој град сте изградиле спортска сала. По децениска стагнација на платите и стандардот на просветните работници, извршено е зголемување на платите на вработените во основните и средните училишта. Од 2006 до сега најниската плата е зголемена за 119%, тоест од 5060 денари на 11081 денар, додека највисоката за 67% или од 12917 денари на 21521 денар. Во интерес на вработените во образованието, со измена на Законот за работни односи, кои што измени ги направивме во 2011 година, се возможи трансформација на работниот однос на наставникот од определено на неопределено време по 2 години работа на упразнето или ново работно место. Платите на вработените во образованието ги земаат редовно, за разлика од периодот пред 2006 година, кога платите во образованието каснеа и по неколку месеци. Ова е уште една причина зашто СДСМ нема право да ги критикува состојбите во образованието. Обезбедени се бесплатни учебници за сите ученици од основното и средното образование. За прв пат толкму владата на ВМРО-ДПМНЕ издаде учебници за средните стручни училишта во Република Македонија. Овозможено е олеснување на продноста на учениците со завршено 3-годишно средно образование во 4-та година со намалување на бројот на диференцијални испити. Воведовме задолжително средно образование. Воведовме дисперзирани студии, што на голем број ученици им е овозможено да студираат, а на родителите им се намалени финансиските средства, кои инаку би им биле потребни да ги дадат за да нивното дете може да студира. Изграден е систем на стипендирање, при што се нудат повеќе од 40 различни стипендии. Оваа влада ги намали партиципациите за упис на факултет. Од учебната 2010-2011 година, студентите кои ќе се запишат во државна квота плаќаат по 200 евра годишно, а оние студенти кои ќе се запишат во квота со кофинансирање плаќаат по 400 евра годишно. Ова е уште една причина зашто СДСМ не смее да ги критикува состојбите во образованието, затоа што во нивно време партиципациите изнесуваа по 1000 до 1200 евра годишно.
За прв пат оваа влада со реализација на проектот превод на 1000 стручни и научни книги, од кои книги учат студентите на најпрестижните универзитети во светот и им овозможува на нашите студенти користење на оваа литература. Досега се преведени 945 наслови, но со измените на Законот за високо образование, кои ги направивме во 2015 година, овој проект нема да запре со превод на 1000 книги, ами ќе бидат преведени уште 50 нови учебници. Почитувани, ако продолжам да зборувам за проектите, за тоа што е реализирано во образованието од страна на оваа влада, сигурно ми се потребни неколку сати. Но затоа што во поднесената информација опозицијата се задржува на екстерното тестирање, не сакам да бегам од таа тема и сега би се задржала и јас на нејза. Проектот меѓу нас познат како екстерно тестирање, кој всушност е екстерна проверка на објективноста во оценувањето на учениците во основните и средните училишта, е еден од проектите за кој имаше најмногу реакции во јавноста, реакции секогаш поттикнати од нашите политички опоненти, тоест од СДСМ. Исто така, сите колеги тука сме сведоци дека во 90-тите години се појави тренд сите да бидат одлични ученици како резултат на неправично оценување. Неправично оценување од страна на наставниците и професорите, а заради притисокот кој на нив го вршеа родителите. Почитувани, екстерното тестирање е голем удар на транзицијската замаеност која што постоеше кај нас. Екстерното тестирање треба да представува и ќе представува крај на тоа да се дојде до високи, но лажни резултати без никаков труд и знаење. Концептот на екстерно тестирање се применува во 30 европски образовни системи. Од најблиските земји околу нас, овој систем го користат и Хрватска и Словенија. Почитувани колеги, никако нема да речам дека овој концепт кај нас е веќе совршен и усовршен. Се уште има недостатоци, но во наредниот период Министерството за образование ќе го напредува процесот на екстерно тестирање со меѓусобна соработка со учениците, наставниците, родителите и така натаму. Во процесот на екстерно тестирање, Министерството за образование е свесно дека се уште постојат недостатоци и е спремно да ги отстрани со меѓусебна соработка со сите погоре споменати страни, се со цел овој концепт да биде поквалитетен и пофункционален. Почитувани, ВМРО ДПМНЕ континуирано вложува во образованието. Иако претходните влади во Македонија не вложиле ни 30% од тоа што денес се вложува во образованието, сепак на оваа тема од страна на опозицијата сме континуирано критикувани. Но, почитувани колеги од опозицијата, вие критикувајте, а ние ќе продолжиме да работиме. Да работиме, да го надоградуваме воспитно-образовниот процес во Македонија, да инвестираме во училиштата, во учениците, во образованието. ВМРО ДПМНЕ и во идниот период ќе инвестира во образованието, бидејќи инвестирајќи во децата, ние инвестираме во иднината на Македонија. Ова поднесена информација од страна на СДСМ и коалиционите партнери, според мене воопшто не држи место. Почитувани колеги, овие проекти кои ги спроведува оваа влада, сметам дека не постои родител, човек во Македонија кој не ги гледа. Придобивките од овие проекти ги чувствувате и вие, родителите чии деца се школуваат во училиштата низ Македонија, па и сите вие кои што доаѓате од велата на просветните работници. Самосвесно сакате да замижите пред вистината и фактите и како и секогаш да критикувате неосновано. Ви благодарам.